Почетниот импулс за почисто Скопје, даден од градоначалникот Орце Ѓорѓиевски, добро се разви во првите 72 часа. Се собраа над 4000 тони отпад и ѓубре, кое за жал долг период беше расфрлано низ главниот град. Импулсот мора да продолжи и градоначалникот не смее да се опушти по добриот почеток. Напротив, треба уште повеќе да сработи на ова поле, оти има уште ѓубре кое не е собрано. Но сега е време да се отвори и прашањето кој импулс ќе го пратат скопјани. Ќе се трудат исчистеното да остане такво или пак ќе си продолжат со своите стари навики да фрлаат отпадоци и ѓубре насекаде. Диви депонии имаше на сите страни. Отпадоци има по улиците многу повеќе отколку во кантите. Скопје вистински ќе биде чисто само ако се сменат овие навики, а воедно градоначалникот да продолжи да работи како што почна. Конечно, македонската јавност дочека од представници на новите локални власти да почнат со рационализирање на трошоците кои биле непотребни низ годините наназад. Па така градоначалникот на Битола им наредил на директорите на општинските јавни предпријатија да достават конкретни предлози за намалување на управните одбори. И градоначалникот на Струга вчера најави продажба на службениот автомобил и дека ќе го користи своето приватно возило. Истовремено тој почнал и со отпуштање на сите вработени кои не доаѓале на работа, а земале плата. Во Скопје таквата метла за неработниците уште првиот ден ја замамна и Орце Ѓорѓиевски, кој кажа дека се откриени и отпуштени околу 500 фантомски работници. Ги имало само на хартија, но не и на работното место. Ова е добар почетен позитивен бран. Ќе продолжат ли тројцата градоначалници уште да чистат? Ќе ги зафатили овој бран и другите општини? Доста е од нерационални трошења за да се задоволат партиски џаболебари. Општинските буџети и онака се тенки, а проблеми за решавање има многу. Парите на граѓаните мора да се ставени во функција на подобри општини. Доста е од гломазни управни и надзорни одбори, чии членови земаат дебели паушали, а скоро и ништо не сработуваат. Инаку убаво би било бранот на чистка на неработниците да ја зафати и централната власт. Новопоставениот скопски градоначалник синоќа откри дека при увид во јавното предпријатие Комунална хигиена биле затекнати само 16 исправни камиони. Оваа фрапантна состојба била поради тоа што предпријатието имало долгови за сервисирање. Со интервенција на сервисерите бројот на оперативни возила се зголемил на 40. Тој воедно посочи дека од почетните отпуштени 371 работник од јавните предпријатија во градот, до крајот на вчерашниот ден бројот се зголемил до околу 500 луѓе кои земале плата, а не доаѓале на работа. Како што кажа градоначалникот, најмногу одстранети лица има во јавното предпријатие Паркови и зеленило и во јавното предпријатие Комунална хигиена, а отпуштени има и во јавното предпријатие Дрисла, водовод и канализација и други јавни предпријатија. Скопје има многу долгови, вели новиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски. Од друга страна, на ова реагира поранешната градоначалничка на Скопје Данила Арсовска, која го повикува Ѓорѓиевски да даде конкретни примери за тоа. Реакцијата на Арсовска доаѓа откако Ѓорѓиевски синоќа изјави дека вкупниот долг на градот и на јавните предпријатија ќе биде над 300 милиони евра. Преку објава на својот Facebook профил, Арсовска посочи и побара Ѓорѓиевски да каже кои се фирмите со долг, по институција со фактури и датуми, за да, како што вели, дознае народот дека лаже. Таа воедно бара и да ги објави сите 500 вработени кои не оделе на работа. Таа воедно му вели: ако сакаш како маж да соочиш аргументи, ајде на дебата на ваш медиум по избор. Две странски компании од автомобилската индустрија најавија дека ќе напуштат Македонија. Американската компанија Aptiv, која произведува електронски компоненти за автомобилската индустрија, ќе затвори својата фабрика во Скопје најдоцна до крајот на 2026 година. Уште една американска компанија, Dura Automotive Systems, објави дека ќе го прекине своето производство во Македонија поради намалување на нарачките од главниот клиент, што довело до финансиски притисок и невозможност за одржување на тековните производствени капацитети. Двете компании функционираат во скопската технолошко-индустријска зона Бунарџик.
Македонија очекува нов инвестициски бран. Ова го најави премиерот Христијан Мицкоски при посетата на компанијата Костал, која најави нов инвестициски циклус за следната 2026 година од 30 милиони евра и нови 200 работни места. До крајот на годинава се очекува 4 до 5 компании да потпишат договори за отворање своји капацитети во земјава, во кои би биле вработени околу 1000 луѓе, изјави премиерот. Тој посочи оти се покажало дека Македонија е една од најконкурентните земји во Европа за инвестирање, што го покажувале бројките. Ќе има нови компании, некои ќе се отвораат, некои ќе се затвораат, но ние како влада сме тука да работиме за интересите на граѓаните и на државата и убеден сум дека со поддршката што ја даваме сме конкурентни, рече премиерот Мицкоски. Тешка сообраќајна несреќа на локалниот пат од Кондово кон Долно Свиларе Скопско. Како што посочуваат од МВР, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило кое било управувано од 15-годишник од Скопје и друго возило управувано од 27-годишник. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил малолетниот возач и неговиот 14-годишен сопатник од Скопје, додека со телесни повреди се здобиле 15-годишник од село Кондово, 17-годишник од Скопје, како и 27-годишникот и 2-годишно девојче од село Долно Свиларе. Полицијата соопшти дека е извршен увид од увидна екипа од СВР Скопје. Злоставувано е 6-месечно бебе кое завршило во болница. Скопското обвинителство нареди спроведување истражна постапка против 23-годишна жена со престојувалиште во Ржаничино, која е осомничена за запуштање и малтретирање на дете. На 9 ноември во вечерните часови, таа грубо ја запоставила својата мајчинска должност за грижа и воспитување. Го запуштила и малтретирала својот 6-месечен син и изнервирана за тоа што бебето плачело, почнала да го удира со раце и тупаници по устата и носот, нанесувајќи му повреди со крварење. На клиничкиот центар на детето му биле констатирани повеќе нови повреди, контузии и хематоми, но и постари подливи од претходни повреди. Обвинителството бара притвор за осомничената, а бебето е згрижено преку Центарот за социјални работи. Утрово по 3 часот во скопското село Батинци во местноста Дрешница беше пријавено дека е запалено патничко возило со скопски регистарски ознаки во сопственост на 43 годишен жител на село Црнврв. На местото на настанот интервенирала противпожарна екипа која го изгаснала пожарот. Повредени нема. СВР Скопје ги испитува причините за пожарот.